Од голема љубов кон сопругата и подарил дел од црниот дроб. Органот на Даме и го продолжил животот на Тодорка. Во 2002 година и била диагностицирана автоимуна цироза. Единствен лек била трансплантацијата. Прво дарител требало да биде нејзин роднина, но по направените испитувања одговарал и црниот дроб од сопругот. Интервенцијата е извршена во Истанбул. Мислевме дека само ако во крвно сродство тогаш може да се дарува орган. Кога појдовме во Турција, таму докторите не информираа дека може и значи ако е компатибилен дека може и сопружник да биде донор и така испадна да биде Даме. 3 години по трансплантацијата, двајцата прилепчани имаат нормален живот. Не се чувствува ништо, мислам. Јас во моментот не чувствував дека нешто ми фали. Дека некој дел од тој орган ми фали. Не, едноставно, после неколку дена интензивна нега, продолживме со движење и станавме, повеќе немаме никакви проблеми. Двајцата сме спортски активни, возиме велосипед секојдневно, така да му препорачувам на сите кои што можат да даруваат и дека не представува, дека не е страшно, дека органодарителството е убав чин. Трансплантација на црн дроб се уште не се врши во Македонија. Годинава се направени 12 пресадувања на бубреси. Од јули има пауза и за овие интервенции. Прво, нема живи донори, нема парови кои чекат. Второ, во моментот правиме реновирање на центарот за трансплантација. Меѓутоа, ако се јави кадавер, одма да ви кажам дека за кадаверот нема да чека, има на хируршки клиники преку 20 операциони сали, така да ние ќе најдеме место. Од Сдруженијето Нефронт, кое 4-та година поред го одбележува денот на органодарителството, побара од надлежните институции и во Македонија да се направи центар за трансплантација по светски стандарди.